Лицата со ниски приходи кои плаќаат кирија за живење во државните социјални станови ќе добијат можност за откуп на истите, најдоцна до 31 март наредната година. Оние кои живеат во такви станови треба да се изјаснат и да поднесат барање дали ќе склучат договори за закуп или пак ќе ги откупат становите. Условите за закуп или откуп на становите за лица со ниски примања се поделени во 4 групи, односно за лица со социјален ризик, со ниски приходи, со просечни и со високи приходи. Зависно од групите се одредува износот на закупнината и учеството за кредит при откуп. За лицата во социјален ризик, закупнината која што ќе се плаќа со склучување за договор за закуп, ќе бидат тие ослободени од истата закупнина, со тоа што со поднесување на документацијата ќе ни прикажат доказ дека се приматели на постојана или социјална парична помош. За лица со ниски приходи се сметаат лица кои што имаат приходи до 1,5 просечна месечна плата на семејно ниво, со тоа што закупот ќе зависи од примањата кои што ги имаат како семејство на месечно ниво. Доколку имаат закуп до 2 минимални плати, ќе плаќаат 25 денари на метар квадратен. Доколку имаат месечни примања од 2 минимални плати до 1,5 просечна плата, ќе плаќаат 35 денари на метар квадратен за закуп, а доколку пак поднесат барање за откуп на станот, ние ќе утврдиме цената преку акционерското друштво и за откупот ќе платат 5% учество од дадената цена, на 30 години ќе се испаќа дадениот кредит со 4% каматна стапка на годишно ниво. Таа е загарантирана за сите 30 години. Условите за домаќинствата со просечни примања предвидуваат закуп на становите по цена од 62 денари за метар квадратен, а на лицата со високи примања ќе им се дозволи откуп на станот со минимално учество од 30%, рок на отплата од 30 години и каматна стапка од 4%. Лица со просечни приходи се сметаат лицата кои што имаат на семејно ниво месечни приходи од 1,5 до 2 минимални плати, односно просечни плати. Тоа значи ако имаат од 1,5 до 2 просечни плати, тогаш ќе плаќат закупнина од 62 денари на метар квадратен. Ако имаат од 2 до 2,5 просечни плати, ќе плаќаат 95 денари на метар квадратен, а за дадениот откуп на стан, доколку ќе поднесат барање, тогаш ќе платат 20% учество од вкупната цена на станот, на 30 години исплата на самиот кредит со 4% за гарантирана годишна каматна стапка. Лица со високи приходи пак се сметат лицата кои што имаат примања на месечно ниво над 2,5 просечни плати. Тие за закупнина ќе плаќаат по 190 денари на метар квадратен, а за откуп на станот ќе плаќаат 30% од вкупната цена на дадениот станбен простор на 30 години со 4% годишна каматна стапка. Од акционерското друштво за стамбен и деловен простор велат дека на тој начин лицата со ниски приходи ќе имаат можност да го решат своето стамбено прашање. Инаку ваквата одлука е дел од проектот за распределба на станови за лица со ниски приходи.